Като ви слушам се мисля все повече, значи, че и работите с бугарите в устав, и идентитетските работи не са главният проблем пред тази елита, поне македонският сектор. Какво прикрива? Това е инструмент. Инструмент за нещо, ама какво? Инструмент за какво? Инструмент за да се прикрие вистината, за да не може Македонија, за да нема време граѓанинот на Македонија да го постави клучното прашање. Каква држава градиме? Каква? Нека ми одговори некој, нека ми даде дефиниција каква држава е Македонија. И ќе добиете вие различни одговори. Македонците ќе ви одговорат вака, ќе речат таа е држава на македонскиот народ. Албанците ќе ви одговорат другачи, ќе речат ова е Македонија која што на нас не ни одговара и ваква Македонија ние не сакаме. И јас не сакам ваква Македонија. Ваква Македонија јас не сакам. Сварно Македонија кај што 35 години ќе се зборува како албанците, македонците, овие дават, тие не дават, овие барат, тие не. Јас таква Македонија не сакам. Јас сакам Македонија која што ќе биде изградена така да јас како албанец да чувствувам дека тука постои, дека во Македонија ја има и мојот албански дел, дека тука го има и албанштината ја има. Дека нема сега да ме занесуваат со тоа, ајде сега па нов проблем, па со грците, па со бугарите, па ајде, па на крај кога ќе се отвори проблемот, али тој проблем никогаш нема да се отвори, тоа не им пречи што Српската православна црква, Македонската православна црква. Знаете што, има многу вистини со кои, за жал, моите сограѓани македонци треба да се соочат и ако тие се чувствуваат тоа што велат дека се, тие не треба да се плашат од тоа што за нив мислат соседите, туку што за тоа мислат тие самите себе си. Оти, јас сум рекол јавно во Македонија, ако тие сезонски менуваат историја, јас сум учел училиште на македонски јазик, јас сум учел историја од македонски автори, кај што се тврдеше дека македонците се потомци на Јужните Словени. Па пред 10-15 години кога беше тука почна да се пишува нова историја дека македонците се потомци на старите, на античките македонци. И затоа јас сум рекол еднаш тука јавно, па никој као самите политички елити, као самите елити македонски не пружа доказ тоа дека македонците имат проблеми со својот идентитет. Оти не можете вие да одите од една крајност до друга крајност. Не можете вие сега, ајде дефинирајте ја еднаш таа историја, кажете дека немаме врска со бугарите, па расчистете како е. Па не можете вие да го криете тоа дека македонскиот јазик беше кодифициран во Белград. И тоа првата комисија отпадна ради тоа што недоволно го отргна македонскиот јазик од, ајде да не речам бугарскиот, но од тој архаичниот македонски јазик и се оформи втората комисија, Джилас ја оформи, и за да биде што посрбизиран тој јазик и што подалеку од тој архаичниот македонски јазик. Па тоа е вистина историска и вие треба да се соочите со тоа. Не заради мене, заради себе си и не заради бугарите, заради себе си. Заради себе си. Оти вистината за себе си е важна за тебе, не за соседите, не за тоа што ќе мисли ким за македонците. Воопшто не е важно. Важно е што тие мислат за себе си и како ја градат таа вистина за себе си. Оти ако вие вештачки ја градите неа, таа ви се руши, ви паѓа одма. И затоа јас не сега, пред да се реши тој проблем со грците, сум рекол, проблемот со грците не е ништо во однос на тој со бугарите. Зашто? Оти вие имате Делчево во Македонија, Делчево во Бугарија. Вие имате Свети Климент Охридски во Скопје, Свети Климент Охридски во Истребат. Сега треба да се расчисти. Некој тука од некого краде. Кој е тој? Треба да се расчисти.